рекламите, време е за вестите. Македонија доби нова влада предводена од премиерот Зоран Заев. Граѓаните очекуваат економски просперитет, повисоки плати, пензии и да се стопира процесот на иселување во источниот регион. Македонија денеска доби нова влада, составена од 25 министри, а водена од премиерот Зоран Заев. Штипјани од новата влада очекуваат да се реализира она што го ветиле пред народот. Новата влада нека со среќа, да работи честно, поштено, да мисли за народот, да покаже малку пензии и плати, да има работа за младите, да не бегат од странство. Ќе се издржам од коментари. Имам едно направено резиме за ситуацијата. А што очекувате од неја? Од владата се најдобро. Тоа мислам дека се подобри. По кои делови веќе се подобри? Па би требало гледа сега мигитоница за тоа гледа сега. За тоа се веќе заедно, за да се подобри. Ако не се подобри, знаете. Мене се вала готово. Да има работа за младите, подобро образование, подобро здравство. По формирањето на владата почна и примопредавањето на функциите. Првите реформи на владата се правосудството и образованието. Крај за екстерното тестирање, нов закон за високо образование и анализа на диспрезираните студии за затварање на непродуктивните, најави новата министерка за образование и наука Рената Тренеска-Десковска на првата пресконференција по стапувањето на функцијата. Македонските пратеници денеска треба да гласаат и за измените во изборниот законник, со кој што на граначалниците и на советите мандатите им се продолжуваат до одржување на локалните избори во октомври. Со овие измените се ставе крај на блокадата на општините, а вработените во администрацијата, училиштата, градинките, пожарникарските служби и дел од културните институции ќе добијат навреме плата за месецот кој што измина. Кочани прв на листата по разводи во регионот. Штип на последно место. Кочани прв, а Штип последен на листата на градови во регионот со најмногу разводи. Во првото тримесечие од годинава во Штип само 2 брачни двојки побарале законски да се разделат, за разлика од Кочани, каде што тоа го сториле дури 13. Кочани прв, а Штип последен на листата на градове во регионот со најмногу разводи. Според Државниот завод за статистика, во првите 3 месеци во годината, во Кочани се регистрирани 13 разводи и 34 склучувања на бракови. Веднаш по Кочани е соседниот град Виница, каде што за истиот период 10 парови одлучиле да стават крај на својата брачна заедница. Штип пак е последен на листата. Во првото тримесечие од годината, само 2 брачни двојки побарале законски да се разделат. Финансиската состојба и невработеноста се едни од главните причини кои доведуваат до развод, сметаат граѓаните. Се може да биде, и финанси, и невработеност, и се може да биде причина. Нема пари, прво место. Немањето е големо, сине. И затоа Невработеноста, затоа бегат младите. Но не само економската состојба може да биде причина за развод. Отишо знам повеќе души се разделени са големи финансии се. Дојде момент што не може да се трпат или недоразбирање некое, љубомора. Нема сега срам. Тоа е причината. Ти порано се срамевме, ајде родителите да не застрамиме во, но сега сите си земат пари и не се срамат и се разведуваат. И урете да се разведуваат. По мене мислам, ако сум стара, зашо да го трпи пример некој да е тепа? Официјалните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека во првото тримесечие во Чишиново Облешево имало само еден развод, а во Зрновци, Карбинци, Македонска Каменица и Пробиштип ниту еден. Средните училишта ги прават подготовките за уписи на средношколци во прва година. Штипските средни училишта деновиве ги отвараат вратите на идните средношколци. Според податоците од Оделението за образование на општина Штип, годинава завршуваат 403 девето оделенци, кои треба да изберат меѓу 5 средни училишта во Штип.
Заменик директорот на гимназијата Славчо Стојменски Тања Кокотова денеска најави дека на 2 јуни в петок организираат отворен ден во гимназијата за да им презентираат на идните средношколци какво образование ќе им понудат во наредните 4 години. На 2 јуни во петок ќе има отворен ден за сите деветооделенци од 9 до 14 часот, нека повелат во гимназијата поодблиску да се запознаат со условите за работа, со наставниот кадар со кој што располагаме, со се она што ги интересира, за кој што имаат прашања и дилеми во врска со гимназиското реформирано образование. Впрочем, тоа им беше на нив кажано и на презентациите, кои што изминатата недела се реализираа во сите училишта. Во сите средни училишта првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се реализира на 28 и 29 јуни. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни. Второто пријавување во истиот уписен рок е на 5 јули. Дечињата од детската градинка Стибо заедно со своите учителки и родителите со танци и песни го одбележаа меѓународниот ден на детето. Воедно денешниот спектакл е ден на меѓународниот проект Растеме со игра. Над 200 дечиња од детската градинка Стибо заедно со своите родители денес беа дел од меѓународниот проект Растеме со игра. Со песни и танци, вака децата го прославија 1 јуни, меѓународниот ден на детето, но и на танцот. Денес е всушност 8 ден на светски ден на детето и светски ден на танцот, што значи дека на 1 јуни секаде на плоштадите во светот се реализираат вакви настани. Ние влеговме во овој меѓународен проект пред неколку години, но со реализација почнавме од минатата година, така да можеби во наредните години ќе начекате и на плоштадот овде во Штип да има видеобим во кој што ќе се уклучуваат и дечиња, игра на дечиња на од исти ваков тип и од други градови. Денес е убав ден, а ваквите игри само ја зајакнуваат врската меѓу децата и родителите. Коментираа родителите кои денес заедно со своите најмили го развеселија градскиот плоштад. Секој сме свака тандем. Играме на свадби, на роден дени. Поздрав до сите. Реорганизацијата нека продолжи така, да идните генерации деца се дружат. Забава и за родителите и за децата. Повеќе од 2 недели се подготвуваше овој настан, но спортските работници апелираат во текот на летниот период децата наместо да седат пред компјутерите, да играат со своите другарчиња. Ќе апелирам и да летниот период биде како активна форма, значи еве конкретно пливачките школи, игровните форми спрема одредените колективни спортови, меѓутоа да не ги заборавиме индивидуалните спортови. Значи играта во мало, играта на улица. Јас сакам многу да играм играта со јажето. Подобро ли да се седе на компјутер или да се игра со другарчињата на улица? Да си играм. Многу сакам со дечињата да играм с жешкото столче. И јас сакам жешко столче. А што сакаш повеќе, да си играш со другарчињата или да си играш на лаптоп? На лаптоп. Проектот Растеме со игра годинава се одржува по втор пат. Утре почнува Задушница, во недела е Духов ден. Задушница е ден кој црквата го одредила за помен на покојните, па верниците одат на гробишта, раздаваат храна и бардачиња. Според верувањата на народот, бардачињата се полнат со вода, а состават и гранки од ореви за сенка на оние кои го напуштиле овој свет. Гранчарите ги изнесоа бардачињата на пазар. Верниците почнаа со подготовките за Духовденска Задушница. И овој пат за денот одреден од црквата за помен на покојните ќе ги раздадат во небен спомен. По обичај наполнити со вода и листови од орев ќе ги однесат на гробишта. Понад бардачињата со водичка и се остават на гробо и лишче од ораси. Кога се заврши тоа се по дечата таму, не знам, теа дети, и измете се со таа шумичката. Гробо, полие се со водичката и толку. За сенка? Да, за сенка на покојните. За доле на мртвите да се однесе водичка и
да се стави сенка нешто. Саботата пред секој поголем празник Светата црква го одредила за помен на покојните, а празникот Духовден спаѓа меѓу големите господови празници. Подготовките се следните. Задушниците обично се практикуваат од петок попладне и сабота до пладне, бидејќи ако земеме предвид рачунањето на времето во црквата, денот почнува со вечерната богослужба, па така во петок вечер кога ќе заврши вечерната богослужба веќе се смета дека е сабота. И со тоа што во сабота пак ќе почне вечерната богослужба, се смета дека веќе е недела. И затоа петок попладне и сабота сабале се посетуваат гробовите на покојните. Етнолозите бележат повеќе обичаи и верувања поврзани со деновите одредени за помен на покојните души. Во Штипско, освен раздавање на глинени садови, бардачење на гробишта, на овој ден се носат и цреши. Се смета дека тие имаат некаква маѓиска моќ да ги привлекуваат душите на починатите и да оние кои што се нивните роднини и пријатели да можат да комуницираат со нив. Исто така обичај на гробиштата да се носат цреши кои што дел се ставаат во садовите и се оставаат на гробиштата. Мајсторите на гранчарскиот занаед велат дека за овие денови најмногу се продаваат бардачиња. Почнаа да се изимат луѓето, како и секоја година, да се обележат празникот. Сега имате најмногу работа, што најмногу купуваат? Па бардачиња, повеќе бардачиња. Според црковните правила, во недела на Духовден, кога е првиот ден на Света Троица, не се оди на гробишта. Комуналните законски прописи треба да ги почитуваме сите ако не сакаме да бидеме казнети. Инспекциите редовно на терен ја контролираат состојбата околу пременувањето на Законот за јавна чистота. Законот за јавна чистота е со децидни прописи, а ако не се почитуваат комуналните закони, тогаш казните ќе мора граѓаните да ги плаќаат. Често пати упатувате апел до граѓаните за почитување на Законот за јавна чистота. Излегувате ли на терен, казнувате граѓани, колку имате казни во последниот период, од кои се платени и како се ефектуирани? Вака, значи, граѓаните треба да знаат и да го почитуваат Законот за јавна чистота, дека отпадот, посебно во овој период од годината, кога е период на градба, значи, градежниот отпад, шутот, да го отстрануваат на старата депонија Крстот. Доколку го одлагаат на јавни површини, како тротоари, улици или до самите градежни објекти, до самите куќи, значи, подложни се да бидат казнити под Законот за јавна чистота. Законот вели за физички лица, значи, казните се од 50 до 200 евра во денеска противвредност, а додека за правни лица, значи, казните се поголеми и изнесуваат и до 4000 евра. Излегувате ли на терен, колку казни? Од излегувањето на терен, значи од увид на лице место, секаде каде што ќе бидат детектирани такви работи, значи се казнуваат. Колку имате? До сега, значи, има некаде околу 15 пријави до граѓани, од каде, значи, 3 до 4 казни, значи овие месец и пол, 2. Така да интензивно, значи, одиме на терен и граѓаните треба да пазат, значи, дека го одлагаат отпадот. Везенков нагласи дека еколошките инспекции и комуналните редари редовно на терен ја контролираат состојбата со изгледот на јавните површини. Бесправно изградените објекти секако граѓаните ќе мора да ги оттргнат, инаку казните се тука. Избегнувајте возење на високи температури, правете паузи и одмор при подолги релации и проверете техничката исправност на возилата пред да појдете на одмор, советуваат експертите по сообраќај. Заморот и намалената концентрација на возачите може да предизвикаат несакани последици и да ја загрозат безбедноста на патиштата. Топлото време влијае на концентрацијата на возачите. Советите од експертите за безбедност во сообраќајот е да се избегнуваат периодите од денот кога температурите се највисоки, патувањата да бидат наутро или навечер кога е посвежо, бидејќи истите го отежнуваат учеството во сообраќајот. Поготово високите температури го отежнуваат учеството во сообраќајот и прават дополнителни оптоварувања како на возачите, така и на возилата. Високите температури препорачливо е да се патува најчесто или во раните утренски часови или во подоцнежните попладневни часови, како би се избегнале овие високи температури.
а со самото тоа и можноста да се направи некоја несакана последица во однос на учеството во сообраќајот. Уморот исто така влијае на безбедното патување, посебно кога станува збор за подолги релации. Возачите да прават паузи и секако да ги почитуваат советите на лекарите за консумирање на повеќе течности. Патувањето на подолги дестинации во секој случај бара од учесниците на во сообраќајот, поготово оние кои се зад воланот, да бидат крајно концентрирани, да прават почести паузи. Значи, најсигурно препорака и од страна на лекарите ќе биде консумирањето на течности кои ќе го одржуваат организмот во некаква кондиција, така што значи, препораката од наша страна би била долгите дестинации да бидат проследени со поголем број на паузи, освежителни пијалоци. Технички исправните возила се сигурни на пат. Сообраќајните инженери потсетуваат дека секој совесен возач пред да замине на одмор треба да ја провери нивната техничка исправност, зашто на располагање им стојат станиците за технички преглед. Ама да секоја година пред почетокот на сезоната на годишни одмори врши бесплатна проверка на техничката исправност на возилата. Зајакнување на партиципативната демократија е проектна активност на Штипската фондација за развој на локалната заедница. Се работи за работна група која ќе го представува источниот регион. Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во рамки на проектната активност за јакнување на партиципативната демократија организира средби на работната група од Исочнопланскиот регион за давање конкретни предлози и механизми како да се подобри учеството на граѓаните во процесот на демократските одлуки на локално ниво. Вакви работни групи ќе има по една во секој плански регион, денес започнуваме со источниот и во следниот период ќе следат уште неколку средби, се додека не ги финализираме заклучоците и препораките, и од сите овие заклучоци и препораки ние ќе направиме документ за јавна политика и подоцна ќе лобираме во општините истите да бидат усвоени од страна на нивните совети како механизми, односно алатки, како ќе ги вклучат граѓаните во донесувањето на одлуки на локално ниво. Планот е активностите од проектот за јакнување на партиципативната демократија да се реализираат до крајот на годината. Проектот ќе трае до крајот на оваа година, поради тоа што знаете дека локалните избори требаше да се случат оваа пролет, меѓутоа истите се одложени. Јас се надевам дека доколку имаме избори на есен, ќе можеме со новите власти да разговараме и да ги представиме нашите идеи и предлози. Инаку финансиите за реализација на проектните активности за зајакнување на партиципативната демократија се обезбедени преку фондовите на Европската унија. Ветераните на Брегалница се подготвени за спектаклот во чест на Драгослав Шекуларац и ги повикуваат симпатизерите на Црвена ѕвезда од цела Македонија да дојдат на градски во Штип и заеднички срдечно да ги поздрават. Сабота 3 јуни е денот на свечениот церемониел во чест отварањето на споменикот на легендарниот Драгослав Шекуларац, кој е роден овде во Штип. Фудбалерот кој ги обиколи сите континенти преку делото на Методи Андонов за навек ќе се укотви во паркот во центарот во Штип да сведочи за една фудбалска бајка опеана преку настапите на големите европски и светски надпреварувања. Играчот кој на светското првенство во Чиле 1962 година по средбата Југославија-Уругвај 3:1 доживеа невидени овации од уругвајците, некогашни светски прваци, и да биде подигнат на раце и изнесат од теренот. Респект, чест, поклон и привилегија на фудбалерот кој едноставно беше најдобар на тој надпревар и настан кој фигурира како единствен и неповторлив во историјата на светскиот фудбал.
Ветераните на Брегалница во отвореното соопштение до спортската редакција на Ирис телевизија најавуваат масовно присуство на овој настан и ги повикуваат сите искрени љубители на фудбалот, симпатизери на Брегалница и пред се на Белградска црвена звезда да дојдат во Штип и да уживаат во свечениот церемонијал. Ретка можност одблизу да ги видат, да поразговараат и да споделат по некоја заедничка фотографија со своите некогашни популарни и омилени љубимци. Отварањето на споменикот со приgodен церемонијал ќе се случи во паркот пред факултетот за образовни науки во Штип со почеток во 15 часот и 30 минути. Самиот тривијален надпревар помеѓу ветераните на Црвена звезда и на Брегалница ќе се одржи во 17 часот и 30 минути на градскиот стадион во Штип. За екипата на Црвена звезда е потврдено учеството на следните ветерани: браќата Бошко и Милко Ѓуровски, Владимир Петрович Пижон, Шестич, Боровница, Караси, Дуле Савич, Милосављевич, Банкович, Трифунович, Михајлович, Дарко Панчев, Илија Најдовски, Драган Канатларовски и Драган Христоски. Селекторите на Брегалница Мирко Раджаков и Стојан Коцев во составот на Брегалница ги најавуваат Лазаров, Папаров, Петров, Шумански, Штериев, Цеков, Арсов, Герасимов, Здравков, Алексовски, Марич, Иванов, Костов, Ефтимов, Маđунаров, Блажевски, Боров, Митев, Малинов, Калинов, Тасески, а можна е и списокот да се надополни со уште некои играчи. Со цел овој спортски настан како единствен од ваков вид во Македонија да се доближи до сите искрени љубители на фудбалот, ветераните на Брегалница се договорија влезот на градскиот стадион во Штип да биде слободен, односно капиите на градски во сабота 3 јуни да бидат ширум отворени. Со информацијата од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на социјалните мрежи. Пријатно!